Премиерот Христијан Мицковски најави дека денеска во владата ќе се одржи состанок со представниците на дистрибутерите, трговците и маркетите, на кој ќе биде упатен јавен повик за намалување на цените на производите, со посебен акцент на основните прехранбени производи. Одговарајќи на новинарски прашања, премиерот посочи дека по завршувањето на кризата на Блискиот Исток очекува позитивни ефекти врз домашните пазарни движења, а компаниите да покажат разбирање кон граѓаните кои според него во изминатиот период покажале трпение и толеранција во услови на зголемени трошоци. Мојата порака ќе биде јасна, завршува кризата, граѓаните беа толерантни, сега е ред тие да им се одолжат на граѓаните и веднаш да ги намалат цените на производите, особено на основните прехранбени производи, изјави Мицковски. Тој нагласи дека владата очекува брза реакција од трговските синџири, дистрибутерите и производителите и дека институциите нема да останат пасивни, доколку не дојде до корекција на цените во наредниот период. Оправдување и изговори не прифаќам доколку не се види реакција од страна на маркетите, дистрибутерите и производителите во следните денови. Тогаш ние како влада ќе реагираме и тоа на подолг рок. Некои од маркетите од утре ако треба и по име и презиме јавно ќе ги објавиме. Па понатаму оставаме на нив, додаде премиерот. На прашањето кај кои производи очекува најголемо намалување, Мицковски не прецизираше конкретни категории, но повтори дека основните прехранбени производи треба да претрпат ценовна корекција. Најави дека на средбата ќе биде направена и споредбена анализа на цените во земјава и во регионот за дел од производите што имаат најголемо влијание врз семејниот буџет. Владата очекува дека овие мерки и пазарни корекции ќе придонесат за намалување на трошоците за живот и за олеснување на финансискиот товар врз граѓаните. Минималната синдикална кошничка за јуни изнесува 68.654 денари, што представува минимално намалување од 88 денари во однос на мај, кога изнесувала 68.742 денари, покажуваат најновите податоци од пресметките. Иако разликата статистички укажува на благ пад, граѓаните велат дека тоа не носи реално олеснување во секојдневниот живот. Според реакции од домаќинствата, цените на основните прехранбени производи, услуги и режиски трошоци понатаму представуваат значителен товар за семејните буџети, поради што многумина не ја чувствуваат промената во конечната сума. Финансискиот притисок е уште поизразен кај семејствата што живеат под кирија. За 4-члено семејство кое изнајмува стан од околу 60 квадратни метри, минималната кошничка за јуни се искачува на 84.024 денари, што дополнително ја зголемува месечната финансиска оптовареност. Најголемиот дел од трошоците и понатаму се однесува на храна и пијалаци, за кои во јуни се потребни 25.120 денари, или 36,6% од вкупната кошничка. Значајни издатоци има и за образование, облека и обувки, како и за режиски трошоци како струја, вода и грејење, кои изнесуваат 6.379 денари. Дополнително за рекреација и култура се издвојуваат 5.592 денари, за транспорт 5.089 денари, за ресторани и хотели 4.131 денар, за комуникации 3.677 денари, за здравје 1.196 денари. Граѓаните посочуваат дека се потешко се покриваат основните месечни трошоци, особено во домаќинства со една плата, семејства со деца и оние што дополнително плаќаат кирија. Во меѓувреме, премиерот Христијан Мицковски најави засилени мерки против нефер трговските практики, вклучувајќи и 10-кратно зголемување на казните за маркетите. Тој најави нов состанок со трговците и дистрибутерите на почетокот на следната недела, со цел разгледување на состојбите на пазарот. Мицковски упати повик до компаниите и добавувачите да пријавуваат евентуални манипулации со цел институциите навремено да реагираат. Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати, со што горивата поевтинуваат во просек за 6,61% во однос на претходната корекција од 15 јуни. Одлуката, како што информираат од регулаторното тело, е резултат на актуелните движења на светските берзи и пресметките според утврдената методологија. Според новите цени, бензинот Евросупер БС 95 поевтинува за 3,5 денари по литар и ќе се продава по цена од 84 денари. Евросупер БС 98 се намалува за 4 денари.
зашто новата малопродажна цена ќе изнесува 86 денари за литар. Овие корекции значат директно олеснување за возачите, особено во период на зголемена потрошувачка во летните месеци. Наизразено намалување е забележано кај дизел горивото и екстралесното масло за домаќинство, кои поевтинуваат за 7 денари по литар. Евродизелот ќе се продава по цена од 80,5 денари за литар. Екстралесното масло за домаќинство ќе чини 79,5 денари. Овие категории традиционално имаат најголемо влијание врз транспортот и трошоците за грејење. Намалување има и кај масото, чија цена се коригира надолу за 3,932 денари за килограм и ќе изнесува 42,291 денар. Новите малопродажни цени ќе стапат во сила од ноќеска на полноќ. Јавното обвинителство соопшти дека сите осомничени лица во случаите поврзани со наводна корупција во Фудбалската федерација на Македонија се веќе под мерки за обезбедување и дека според институцијата нема лица кои се недостапни за истражните органи. Од обвинителството информираат дека во рамки на постапката неодамна се определени превентивни мерки за 2 осомничени лица, додека едно лице е ставено во куќен притвор. Со тоа, како што наведуваат сите инволвирани во истрагата, се под контрола на надлежните институции. Случајот произлегува од акцијата спроведена на 18 месецов на повеќе локации во Скопје, во која учествувале финансиската полиција и Министерството за внатрешни работи, под раководство на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Во рамки на акцијата биле извршени претреси во домови и деловни простории по претходна поднесена кривична пријава. Во истрагата се опфатени 8 правни лица кои се товарат за кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување и перење пари. Според наудите од истрагата, поранишниот председател на ФФМ Илчо Ѓорѓиовски заедно со службено лице од финансискиот сектор на федерацијата се сомничат дека во периодот од 2015 до 2018 присвоиле повеќе од 127 милиони денари. Обвинителството нагласува дека постапката е во тек и дека се превземаат сите неопходни мерки за целосно расчистување на овој случај. На аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид вчера слета првиот авион на Austrian Airlines, со што и официјално започна да функционира новата редовна авиолинија Виена-Охрид. Линијата ќе се реализира 2 пати неделно, секој четврток и недела, со што Охрид и Охридското крајбрежје добиваат директна поврзаност со уште една европска дестинација. Воведувањето на оваа линија има огромно значење за развојот на Охридскиот аеродром, бидејќи аеродромот во Виена е еден од најголемите европски хабови и еден од најважните воздушни центри во Централна и Источна Европа. Со преку 200 конектинг летови во 66 држави низ Европа, Северна Америка, Азија и Африка, што подразбира поврзување на Охрид со преку 60 земји низ светот. Дополнително значење има фактот што оваа линија ја оперира Austrian Airlines, една од топ 10 најголеми авиокомпании во Европа, што ја потврдува сериозноста на инвестицијата и квалитетот на услугите што се нудат кон патниците. Со ова од Охридскиот аеродром се реализираат вкупно 16 авиолинии, од кои 13 редовни и 3 чартер линии, што представува значително проширување на мрежата на дестинации достапни за граѓаните и посетителите. Новата линија кон Виена, како и претходно воспоставените, ќе придонесат за привлекување на поголем број странски туристи, нови инвестиции и економски раст и развој на Охрид и Охридскиот регион. Паралелно во тек е целосна реконструкција на Охридскиот аеродром со цел унапредување на неговите капацитети, подобрување на инфраструктурата и создавање услови за понатамошен раст на авиосообраќајот и бројот на патници. Целта е годинава преку двата македонски аеродроми да се обслужат повеќе од 3,5 милиони патници, а во наредните години таа бројка да надмине 4 милиони патници. Британскиот премиер Кир Стармер соопшти дека ќе се повлече од функциите премиер на Обединетото кралство и лидер на лабористичката партија, пренесуваат британските медиуми, меѓу кои BBC. Во своето обраќање Стармер изјави дека одлуката ја донел откако прифатил дека дел од партијата повеќе не верува дека тоа е најсоодветната личност да ја води земјата на следните општи избори. Тој додаде дека ја прифаќа таа реалност со достоинство и дека неговата одлука е резултат на политичките околности во партијата. Стармер истакна дека функцијата премиер била најгордиот момент во неговиот живот, но и дека наследил партија која според него била политички, финансиски и морално банкротирана. Тој нагласи дека во текот на мандатот работел со цел да ја стабилизира и зајакне лабористичката партија. Во обраќањето премиерот соопшти дека веќе разговарал со кралот и дека ќе се погрижи за уредна транзиција на власта. Според најавите, внатрепартиската трка за нов лидер на лабористичката партија ќе биде завршена пред парламентот да се врати во работа во септември.
Меѓу можните наследници се споменува и Енди Барнам, кој неодамна постигна значајни изборни резултати и се смета за еден од водечките кандидати. Одлуката на Стармер доаѓа во период на зголемен политички притисок, вклучувајќи лоши резултати на локалните избори. Политичките аналитичари оценуваат дека неговото повлекување отвора нова фаза во лабористичката партија, која сега ќе треба брзо да избере нов лидер и да ја стабилизира позицијата пред следните избори во Обединетото кралство. Преговорите меѓу Иран и Соединетите Американски држави во Швајцарија се паузирани, но не и завршени, изјавил ирански извор за Reuters во услови на зголемени политички тензии меѓу двете земји. Според истите информации, иранската делегација бурно реагирала на најновите закани од американскиот претседател Доналд Трамп и во знак на протест го напуштила местото каде што се одвивале преговорите. Дописникот на Sky News за Блискиот Исток Адам Парсонс оцени дека почетокот на преговорите не дава оптимистички сигнали. Изјави дека на прв поглед не оди баш најдобро, алудирајќи на првата рунда разговори и тековната атмосфера меѓу страните. Иранската страна ставила до знаење дека нема да влегува во пошироки разговори за други прашања, се додека не се реши конфликтот во Либан, што дополнително ги ограничува можностите за постигнување сеопфатен договор. Аналитичарите предупредуваат дека во моментов нема јасни знаци за приближување на ставовите меѓу Вашингтон и Техеран и дека преговорите би можеле да продолжат во долготрајна и неизвестна динамика.